И како што е праксата цела оваа недела, во вестите во 18 часот веќе имаме редовни гости и на други теми, меѓутоа и на теми кои што се однесуваат на новата содржина, односно новата програмска шема која што Еден ТВ ја најави почнувајќи од овој понеделник. Веќе гледате дека друштво во студиото ми прави многу почитуваниот колега Сашо Ордановски, новинар, колумнист, колега, аналитичар. Ќе зборуваме и за сезоната, меѓутоа и за актуелниве случувања. Добре дојде. Здраво живо, Елена. Се наоѓаме токму во овој дел од студиото каде што беше поставката за претходната сезона на печат на неделата. Сега ќе биде само печат, меѓутоа повторно ќе биде печат на цела недела. Планот е да оди во среда, Так. во вечерен термин, веројатно 21 часот. Планот е да се занимаваме повторно со настаните кои што ги одбележаа минатите 7 дена. Како и секојаш се надевам атрактивни гости, се надевам добра дискусија во која што ќе може да се направат анализи и во која ќе може да се слушнат различни мислења. Повеќе за тоа што ќе гледаат гледачите во новата сезона воопшто и на печат, меѓутоа и на отвореното студио ќе позборуваме подоцна. Јас овде би го искористила твоето присуство како аналитичар и колумнист и човек кој што секако ги следи сите можни случувања, да го искоментираме тоа што Македонија пред референдумот ја посетуваат три важни политички фигури од светот. Доаѓа Меркел, доаѓа Себастијан Курц, доаѓа Столтенберг веќе утре, меѓутоа доаѓа и Жан Аселборн, министерот за надворешни на Луксембург. Ќе дојде и министерот за надворешни на Германија, ќе дојде министерката за одбрана на Германија. Очигледно дека Европа е повторно заинтересирана за Македонија и за Балканот. Јасно им е дека се ова критични моменти во кои што се стабилизира цела една ситуација за нешто што може би ќе представува предворје за решавање на косовско-српскиот проблем. Голем им е влогот околу стабилноста и добрата перспектива на Македонија. Слушајте, ние имаме таква навала на тој вид на толку високи, практично премиум гости, што е јасна порака и за македонската јавност дека ова што сега треба да се случи една историска одлука која што ќе биде не само добра за Македонија, туку која што е важно и за Европа. И на крајот на криштата Македонија во последнава година се наметна како добра вест на Балканот. Ние сме омилена тема, овој премиерот Заев е човек кој што секдека го пречекуваат во прегратки, очигледно дека покажа еден капацитет да решава крупни проблеми, да превзима ризици. Мислам дека и ова приказна со референдумот е таква, но гледам дека поддршката за тој вид на политики и во Македонија расте и мислам дека нема генерално да има никаков посериозен проблем. Впечатокот на сите странци, видни личности кои што доаѓаат или еве ја најавуваат посетата, пораките без разлика дали се од овде испратени или се од надвор испратени, се дека конечно, како што кажа и ти, сме станале добра вест и сме станале пример не само за Балканот, меѓутоа и за Европа. Толку лош пример бевме претходно? Толку лоша вест бевме претходно? Нешто бевме лоша вест, кој избегнуваа да бидеме вест. Јас мене еден мој пријател, бивши министер за надворешни работи на една соседна важна земја, своевремено ми рече: Сашо, јас избегавам да се сретнувам со моите колеги од Македонија, бидејќи секое сретнување ми е проблем кој потоа морам да го објаснувам уште недела дена и во нашата јавност, тоа значи во земјата која доаѓа, и на европско ниво, бидејќи малтене се завршува со некој вид на инцидент. Јасно беше и познато беше дека Македонија во минатите 6-7 години не беше земја која емитира позитивна енергија, беше земја која што е повеќе склона кон кавги, кон негување на некаква ароганција, кон некаква позиција дека, знаете како, дека малтене ние сме библиска земја на која секој треба да се поклони. Ние сме на мала, нејака балканска земја во развој, која што е обкружена со разни предизвици и ние треба да си го знаеме местото на светската и поособено на европската мапа. И конечно, гледате, во светот постојат само 193 земји, Македонија е членки на Обединетите нации, Македонија е една од тие земји. Да се има таква среќна околност, има илјадници етнички групи и нации кои немаат своји држави. Значи, тоа е одговорност која бара да испорачате одредена сериозност, да превземете одредена одговорност, не само за вашата иднина, туку и за иднината на целиот регион. Тоа е ова што сега Европа па и светот го поздравува кон Македонија. Така. Каква е сликата, твојот личен впечаток, сликата овде кај нас дома? Зборувавме за тоа странците како не оценуваат и пораките на странските видни личности од областта на политиката, меѓутоа како е кај нас овде дома? Зборуваме за, зборуваме против, зборуваме за бојкот, зборуваме за менување на име, зборуваме за патриоти и за некои што демек не се патриоти или демек се патриоти. Јас мислам дека во тоа зборување нема баланс. Огромно е бројот на луѓето на кои им е целата приказна јасна.
Јасно им е дека сме дел од еден тренд кој што ја носи Македонија во попросперитетни води. Поддршката за владата, впрочем, по сите анкети на тие теми е масовна. Од друга страна имате едно малцинство кое што е разделено и кое што политичко малцинство, кое што има разногласие меѓу себе. Тоа е демократија, тоа е веројатно нормална работа и потоа имате еден хистеричен дел и дел кој што како да кажам, веројатно има и не сосема јасни интереси за себе во смисла на извориштата на нивната хистерија и така натаму. Се гледаат некакви странски влијанија кои што се и финансиски, кои што се и од друг вид и кои што имаат една агенда да ја спречат Македонија да стане фактор на стабилност на Балканот. Така што мислам дека како што наближува тој референдумски датум, ја не очекувам никаква особена драма. Референдумот ќе биде консултативен чин, таму ќе има голема излезност, веројатно и на цензусот. Јас мислам дека и според анкетите и според чувството кај граѓаните тоа ќе биде апсолутно успешен референдум. Очекувам дека, знаете, ние живееме во време кое е како сито. И во тоа сито сега се протресува кој ќе остане во ситото, а кое брашно ќе падне долу, од кое понатаму ќе се меси и днината на Македонија. И да ви кажем право, убаво е што повремено имаме такви сита, да се зачисти малце една сцена од разноразни авантуристи, од политички, како ви кажем, промашени луѓе кои што бркаат некакви агенди и така натаму, и од луѓе кои што де факто покажали, докажали и досега дека не се баш со добри намери за иднината Македонија. Ако веќе ги споменуваме македонските политичари, ми текнува на денот кога всушност се подпишуваше договорот во Преспа. Јас заедно со уште неколку мои колеги, меѓу кои што и Гордана Дувњак и Јацо Кабранов бевме во другиот дел од студиото од Спротива, ти беше токму овде. Се случија тие насилни протести пред собранието во кои што беше повреден, морам да ги потсетам и гледачите, беше повреден и снимателот на 1TV, кој што понатаму не сакаше да прави драма од целата работа, бидејќи едноставно си ја вршеше работата. За среќа не беше повредена и новинарката и за среќа повредите на снимателот не беа страшни, поминаа со мала лекарска интервенција. Меѓутоа, веднаш во студиото ти успеа да ја донесеш министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Зборувавме буквално за целата ситуација. Ќе ги потсетиме гледачите дека целодневен пренос имавме од подпишувањето на договорот. Од ова би извлекла две прашања. Од една страна, колку се лесни или тешки или инспиративни за да се договорат за интервју и да им се направи интервју на политичарите во Македонија кои што долго се присутни на сцената, а од друга страна пак колку всушност и треба да се присутни? Треба ли да се главните звезди политичари? Знаеш како е, мала земја има мала сцена за се. Так. Кај нас се изброени луѓето кои што можат за одредени проблематики да говорат. Од една страна, од друга страна, ние живееме во една многу интензивна атмосфера со години наназад. Претходната власт не падна по најредовен пат, падна напротив со драми, а тие драми се заканува да земат и многу лош тек. И ние од тогаш наваму речиси во последните 2-3 години сме се во некаква вонредна состојба, со исклучок на последниве, да кажем, 5-6 месеци, кога веќе се стабилизира работите и тргна во оваа насока за која што говориме. Македонските политичари се извежбани луѓе, тие знаат како да настапуваат, има неколку од нив кои што се асови во таа смисла, вие можете да го видите не само од власта и од опозицијата исто така. И мислам дека немаат и ние како новинари немаме голем проблем да ги доведеме и да ги протресеме низ сите теми. Овдека веќе заради околностите што сепак живееме 30 на години во демократија, дури и во најлошите времиња, дури во времења кога сите разговори беа нарачки, ние знаеме дека новинарите читаа прашања кои што се спремаа по некои други кабинети, меѓутоа постоела една критичка јавност, една критичка свест која што не им дозволува на политичарите лесно да се излекуваат. Околноста што Шекеринска за тие настани беше во студијето со мене да разговара, мислам дека најдобро тоа го потврди. Всушност, тоа е смислата на 1TV. Смислата е да, видите, гледате, телевизијата не е ништо друго освен жива програма. Факт е дека луѓето се повеќе гледаат телевизија on demand, значи содржини бараат кои што ги прегледуваат на други платформи, не во живо. Меѓутоа, телевизијата има смисла секогаш кога практично можете додека се одвиваат настаните да ги коментирате. И мислам дека новата шема на 1TV во таа смисла е победничка, бидејќи таа ќе биде динамична, ќе биде ангажирана, ќе биде критичка, ќе биде лајв.
Интензивна, динамична, ма вистинска телевизија. Така тоа што ти го кажа во... Така е, да, апсолутно. Јас верувам дека е тоа вистинска телевизија. Бидејќи не е проблем да се сними емисија, не е проблем да се измонтира изјава од 30 минути на 30 секунди. Проблем е, ама сакам да кажам, секогаш е многу позанимливо кога имате соговорник, еден, двајца, тројца со кои разговарате за теми, конечно не неопходно само политички. Новата шема ќе донесе разни нови содржини кои ќе се бават од шоу бизнис преку кујни до и готвење до спортски настани и така натаму. До мода се разбира. Вести од светот секако. Мислам, ние некако македонската стварност стана прилично еднодимензионална во последните години, бидејќи се занимаваме и веројатно не само во последните години, се занимаваме само со политика. Општествената реалност ни го наметнува малку тој проблем, бидејќи таков е. Луѓето се станати цинични, јавноста, луѓето се станати, знаете како велат, сите се исти, нема разлика, кого и да донесеш, ја менуваш власта, не можеш да смениш политиката и така натаму. И од тој аспект е потешко да се прави телевизија. Бидејќи се обраќаш на една јавност која што во почетокот ти влегува со резерва, кој што те гледа и вика, овие се сите исти. Дали седел овој или иној пред камера или зад камера и дали му правил овој или иној интервју, тоа е помалку или повеќе исто. Мислам дека еден ТВ ќе се обиде да покаже дека тоа не е така. Колкав е предизвикот да се наполни програма во живо од 9 часа? Ти ќе си овде со печат на целата недела и на случувањата, меѓутоа и како уредник на отвореното студио. Да, јас си го водам понеделник. Така. И имам намера во понеделниците, тоа е значи од 2 часа попладне до 11 вечер, да се занимавам со различни теми. Например, погледнете го денеска потегот на Боки, нашиот газда, сопственикот на НТВ, кој што направи навистина еден извореден потек со донација од 30.000 евра за лечење на едно мало девојче кој што треба да излечи проблем кој што има здравствени, кој бара оперативен зафат, кој што чини многу. Јас мислам дека е тоа, например, тема за која вреди да се потроши одредена минутажа во телевизијата. Мислам дека тој тип на теми ние ги подзаборавивме. Мислам дека се водиме само од скандали, се водиме само од политика. Добро, реалноста е драматична во таа смисла, се одвиваат низа настани кои што не притискаат, но мислам дека луѓето, публиката, граѓаните сакаат да слушнат и друг вид на содржини. Тоа ќе се обидеме да им понудиме. Да бидам искрен, и за мене тоа предизвик, бидејќи јас сепак сум бил пред се политички аналитичар и новинар кој се занимавал со политика, но да речеме за храна би имал што да кажам се надевам. И за готвење, повеќе до оваа страна на пробање на храната. За мода имаме неколку, гледате, кај нас Сергеј Варошли израсна навистина во еден критериум телевизиски и тоа за релативно кратко време, кој што е вест на денот практично секој ден. Спортот е тука кој не треба да се заборави. Мислам дека ќе продефинираат редакцијата која што постојано расте со бројот на новинари и водители. А животот впрочем е шоу и бизнис 24 часа и мислам дека тој интерес си го задоволиме. Веројатно излишно да прашам, меѓутоа какви се реакциите по промотивната кампања на 1 ТВ? Почнавме во понеделникот, им представивме барем делумно на гледачите колку нели да ги држиме во неизвестност што ќе се случува од 10 септември за неколку дена од овој момент. Какви се реакциите кои што ти лично ги добиваш од како излезе кампањата? Јас имам многу луѓе што ми приоѓаат по разни основи, бидејќи таква ми е професијата, е во постојана комуникација со публиката. Кај мене се само позитивни реакциите, се со едно исчекување. Нема да биде тоа едноставен предизвик. Јас сум на 30 и, ајде не кажам колку години во овој бизнис, сум водел телевизии. Веројатно јас колку што имам години, ти толку имаш искуство. Па да речеме се, нема да разговараме за тоа. Но знам дека тешко се привлекува политика, особено публика, особено на вака сатурирано, вака загушено подрачје со така огромна телевизиска понуда каква што е Македонија. Вие де факто имате барем десетина телевизии на понуда, што национални, што на други платформи и така натаму. Сите тие настојуваат да имаат некакви содржини. Од една страна, од друга страна, се повеќе телевизиски содржини, меѓу кои спорт, забава, филмови се гледаат на други платформи, не на телевизиски. Така што всушност, иако ќе направиме голем напор да донесеме што повеќе публика, мислам дека таа приказна полека ќе развиваме и мислам дека негде до средината на идната сезона ќе се видат тие резултати, бидејќи, да бидам искрен, екипата е многу добра. Тоа се сепак луѓе кои што имаат големо и вкупно и поединечно искуство со новинарството и со телевизијата воопшто. Мислам дека многумина од нив, вклучувајќи ми мене, се уште имаме што да понудиме.
И на крајот на криштата мислам дека сме доволно провокативни да привлечеме публика која што ќе очекува од нас да правиме содржини што ќе ги интересира. Се согласуваш можеби со мене дека останатите телевизиски куќи сепак нудат некоја програма која што е слична на видум една на друга, дека ЕДНТВ овде загризува на вистина голем зала кој што ние сме речиси сигурни дека ќе можеме да го изџвакаме и да го представиме пред гледачите. 9 часа програма во живо. Што е тоа што е твој личен впечаток дека публиката е жедна буквално да го види? Елена, јас сум во таа фаза во кариерата кога не би се нафаќал на вакви проекти да не гледам во нив известна провокација, известна перспектива од поинаков агол. Мене ми нудат и ми нуделе, како и на многу други колеги претпоставувам, разноразни, не само телевизиски проекти од новинарството. Меѓутоа, јас легувам овде бидејќи гледам една различност. Значи, Македонија има потреба да излезе од една страна од овој тип на турски серијали и тој тип на една содржина која што привлекува публика, но нуди многу малку според мене во смисла на некаков општествен ангажман. Тоа е можда забава и тоа треба да го има на телевизија, но тоа не е примарната функција на телевизиите. Од друга страна, ние сме загушени со дебатни емисии. Знаеш како, ако преброиш секоја телевизија има секој ден по една дебатна емисија и веројатно во текот на неделата ги има 20 и повеќе, тоа значи дека треба постојано да се најдат нови 100 гости за едно неделно емитување на сите дебатни емисии. Но мислам дека агулот кој ние ќе го одбереме со оваа динамична жива програма, со практично 12 часа on the air, што ви кажат, со вклучување директни во настаните кај што се случуваат. Мислам дека тоа ќе ја направи разликата. Телевизијата мора да биде лайв, телевизијата мора да биде динамична. Луѓето веќе немаат потреба само во 7 часот да отклучат или во 7:30 или во 8 да гледаат вести. Туку имаат потреба тоа гледат и на други уреди, не само на телевизор. Конечно мислам дека многу од тие содржини ќе се гледаат и на други платформи, бидејќи ЕДНТВ е прилично амбициозна и во таа смисла. Голема е оваа, да кажем, социјална платформа на социјалните мрежи која што се прави. И мислам дека сето тоа, кога добро ќе се вложи енергија, памет, знаење, дека на крајот на криштата тоа ќе даде резултат. Ентузијазам секако да не забравам. Па јас го имам, гледам дека и колегите се во таа смисла добро напумпани. Да, воодушевува тоа дека како споменавме, веројатно ви имате искуство колку што јас имам години, меѓутоа имате неверојатен ентузијазам, нели? Знаеш како, тоа е огромно ветување. Телевизијата е тим. Значи, телевизијата не се потпира на поединечни звезди, тимот мора да има ентузијазам. Мислам дека овој тим овдека има и искуство и ентузијазам. И конечно, да не ме сватиш погрешно, се надевам и публиката нема да свати погрешно, сепак доаѓа, ајде да одберам збора па да кажам, една средна генерација новинарски енкори, овие така наречени водители, кои што ќе внесат известно искуство, а не само млади, затоа што ние некако навикнавме дека младите значат се во младоста е многу интересна, сите сме поминале, важна и така натаму, но понекогаш треба да се влезе и со искуство и со знаење за тоа што се говори и што се третира. Тоа мислам дека ќе го понудиме. Да ги потсетиме гледачите, Сашо Ордановски како уредник на Отвореното студио 1 секој понеделник. Така е, од 2 до 23 часот. Така, од 2 до 23 часот, од 14 до 23 часот и секако повторно печат. Во среда во 21 часот. 21 часот. Сашо, ти благодарам. Благодарам, Елена. Се гледаме.